Во ова издание на Дневникот гостин со мене е Александар Михајловски од ВМРО ДПМН, всушност еден од иницијаторите за реформи во партијата. Господин Михајловски, ви благодарам првин што прифативте да бидете дел од Дневникот и првин би ве прашал како вие ја оценувате оваа промена во врвот на партијата, дали тоа води кон реформи или пак е чистка на кадрите, односно функционерите кои што беа опфатени во истрагите на специјалното обвинителство. Ви благодарам за поканата, поздрав и до гледачите. Првиот впечаток е едно големо разочарување и за ВМРО-вците и за пошироката јавност во Република Македонија. Знаете, ние имавме различни концепти за како треба да се спроведат реформите во ВМРО ДПМН. Едниот нашиот концепт кој што бараше структурални промени, чија што основа беше една декларација за демократизација и модернизација на партијата, која што ние поднесовме до Централниот комитет на партијата. И вториот метод кој што го предлагаше раководството на партијата, тоа е кадровско освежување, фейслифтинг, кој што мислиме дека нема да ги даде очекуваните резултати, затоа што после 11 години власт ВМРО ДПМН премина во опозиција и само преку структурални суштински реформи може да се подготви партијата за следните избори. Од тука во врска со вчерашниот избор уште еднаш се потврди насушната потреба за демократизација на статут на партијата, бидејќи во еден крајно нетранспарентен начин и без поширока дискусија и учество на членството е избран состав на извршен комитет од некои личности кои што воопшто немаат партиско искуство, нити имале партиски стаж, нити пак имаат некој начин врз основа на кој што може ние да оцениме работата, дали тие ќе може да дадат принос во работата на ВМРО ДПМН. Од тука ние нашиот концепт кој што предлага членството да има поголема улога во изборот на партиските функционери е далеку подобар отколку ова сега што се направи од партијата. Дали тие суштински реформи кои што вие ги барате всушност опфаќаат и промена на челникот на партијата Никола Груевски, дали се можни реформи во партијата доколку тој остане на чело на неа? Па видите, ние уште од самиот почеток кажавме дека нашата иницијатива не е за некого или против некого, туку ние сакаме наместо фейслифтинг да се направи реконструкција на партијата со цел да се подобри позицијата на партијата. Од тука, доколку се изврши промени статутарни, да кажеме, се војде начелото на непосреден избор на членството за функционерите во партијата, тогаш и по генералниот реизбор членството ќе се одлучи дали Никола Груевски ќе остане претседател на партијата или ќе има избор на нов лидер на ВМРО ДПМН. Од тука ние не може да преюдицираме во една таква хипотетичка ситуација дали членството ќе биде или нема да биде за избор на Никола Груевски како претседател на партијата. И самите рековте дека во новиот состав се има личности кои што не се толку звучни имиња и не се истакнати партиски кадри. Тука го имаме и Богдан Илиевски, попознат како Бетмен, кој што беше еден од организаторите на протестите за заедничка Македонија, кој резултира со крвавиот упад во собранието. Како го коментирате неговото поставување конкретно во извршниот комитет? Па јас мислам дека не треба граѓанскиот сектор да се вклучува во политичкиот живот. Знаете, таа ситуација не е само сега во ВМРО ДПМН со Богдан Илиевски, тоа е и во СДСМ. Гледаме дека каде што лица од граѓанскиот сектор се вклучуваат во политичкиот живот. Ние мислиме дека граѓанскиот сектор треба да остане настрана од политичкиот живот, за да можат политичките партии да се занимаваат со политика, а да има граѓански сектор кој што ќе биде коректив на власта и опозицијата во граѓанска смисла на зборот. Од тука јас искрено не би поздравил вклучување на лица од граѓански сектор во највисоките партиски тела на ВМРО ДПМН, особено и поради фактот што истите биле носители на некои граѓански активности, со што сега може да се стави сомнеш дали тие биле тогаш непартиски или биле партиски. Од тука за немало такви дилеми, подобро би било партиското живење и партиските органи да бидат сочинети од личности кои што имаат поддршката од јавноста, кои што имаат поддршката од членството на ВМРО ДПМН и кои што можат преку партискиот живот да допринесат за понатомошното работење на партијата. И господин Михајловски, за крај би ве прашал реформите на кои што вие бевте еден од иницијаторите, до каде се тие реформи, дали добивате поголема поддршка, дали поддршката се зголемува? Поддршката континуирано се зголемува од ден на ден, се поголема и поголема. И со вакви чекори како вчерашниот избор нетранспарентен на нов извршен комитет на партијата, дополнително се потврдува дека ние сме на правиот пат, дека со цел да се врати угледот на ВМРО ДПМН мора да се случат суштински реформи во партијата, бидејќи сега имаме една позиција каде што реално отсуствува кредибилна опозиција во Република Македонија. СДСМ има еден бришан простор, да кажеме, за действување, се случуваат некои
погрешни проценки, погрешни политики, но немаме кредибилна опозиција која што ќе може да ги критикува тие чекори на владеачката партија. Имаме, значи, ние соопштенија од ВМРО од 3 до 5 до 10 дневно, но тие немаат таков импакт во јавноста. Значи, Потребно е партијата да се реформира за да се може да излезе од оваа ситуација, за да може да со повратен углед да ја врати ВМРО славата која што имаше партијата во минатото. Благодарам господин Михајловски што бевте дел од дневникот на телевизија 24.